Хаосот со концесиите на ловиштата во регионот на Кочанската котлина предизвикува сериозни проблеми со далекосежни последици во повеќе сегменти на ловството и стопанисувањето со дивечот. Кочанските ловци втора година не можат да ловат во ловиштата во полскиот дел поради откажувањето на концесионерот Текстил од Скопје и препуштеноста на терените без соодветно одржување, пребројување на дивечот, евентуално населување со загрозени видови или организиран отстрел на штетниот дивеч. Во услови второто ловиште кое гравитира кон подножите на Осоговските планини временно стопанисува подружницата Осогово на Македонски шуми, но тоа не е квалитетно решение бидејќи ова предпријатие нема ловочуварска служба која ќе действува во ловиштата, не организира хајки на терените со зголемена популација на волци и лисици, не врши прехранување на дивечот и редица други обврски. Ваквата состојба е опасна, особено во време кога на подрачјето се присутни заразни болести кои се шират меѓу дивечот. Дека во државата се случуваат чудни процеси кога е во прашање ловството, потврдуваат неконкретните игри на поедини здруженија кои изнаоѓаат споредни начини да дојдат до одредени концесии на ловиштата, па потоа да наметнуваат свои правила во ловот, свои ценовници и лов до истребување на поедини видови, како е ребицата, камењарката, полскиот зајак, фазаните и слично. Например, нелогично е едно здружение да наплаќа над 500 денари за ловен ден, дневна дозвола, а друг концесионер само 1000 денари. Големите разлики се јавуваат и во делот на годишните дозволи, кои се движат од 3000 до 5000 денари.